Господи, Исусе Христе, Сине Божий, помилуй меня грешного. Во името на Отца и Сина и Светиот Дух. Амин. Возлюбени во Христа Бога, браќи и сестри. Најпрво сакам да го поздравам доаѓањето на ангелогласниот хорот, свештениот град Прилеп, во ова наша свештена обител на Богородица Мајка. Намерата беше да го подигнеме на високо ниво, благолепието, славењето, благодарењето и испросувањето на секое добро од троедниот Бог наш, Отецот, Синот и Духот Свет. Тоа што секогаш, на сека света литургија се случува во ова света обител, но тоа што не се случува често и не само овде, туку насекаде во нашата благословена од Бога татковина, е ретката и слабата комуникација на верниците од разни градови, од разни среди. Ме се затвориле секој во својот атар и не мрдаме. Без малку се копаат и ровови, за да пукаме едни во други, доколку се определиме за Стефан или за Јован или за Петко или за Трајан. Оваа средба денешна е епохална, бидејќи ни го трасира патот на меѓусебното општење во Бога и зарад Бога, во Христа и зарад Христа. Онака како што денеска се возлюбивме во Христа Господа, прилепчани и стружани, а тука знам дека има уште многу други браќи и сестри наши, многу други градови, села и држави. Така треба секогаш да се љубиме и со други. Особено со нашето денешно евангелско четиво, во кое што како услов за нормално и природно општење меѓу луѓето се дава прошката на гревовите. Само оној кој што умее да прости и да прими прошка е способен да ги отвори дверите на срцето свое за други. Истото тоа, другите, живеејќи во покаяние, а пред тоа не без исповед, да ги отворат срцата своји за другите. Денеска Христос на своите апостоли, а преку нив и нам сите, ни ја раскажа параболата за Господарот на една земја, кој што решил да расчисти со сите своји должници. Првиот на списокот од должниците бил некој негов слуга, кој што на својот Господар му должел 10.000 таланти. Тоа е највисоката сребрена монета со највисока парична вредност во тогашната грчко-римска империја. Овој дошол и бидејќи не можел да му ја врати таа огромна сума на пари, Господарот заповедал него, неговата жена, неговите деца и се што има да бидат продадени и покрај тоа без можност да се покрие целосно долго. Слугата паднал пред својот Господар и го молел не да му ги прости долговите, туку да му даде шанса. Со
со одолжување на времето на исплаќање. Кога ги видео солзите на својот слуга, Господарот се сожалио и му го простил долгот. Овој излего од дворот на својот Господар и веднаш догледал еден стар пријател и другар од детство. Тој негов другар му бил должен. Му должел само 100 денари или пенези. Тоа е пак најситната монета во тогашната империја. Со други зборови, нека символична сума на пари, но и неа другар му не можел да му ја врати, да паднал на колена и го молел да му ги прости, да му го прости, не да му го прости, туку да го одолжи времето на исплаќање. Да се ќе ти исплатам, допушти ми уште малку време. Овој предолгот не сакал да го прифати, го пријавил во тогашните служби задолжени за тоа и го затворил во затвор. Сето тоа, сета таа случка го виделе очите на тој слуга со опростени 10.000 таленти. И отише кај Господарот и му раскажал се што се случи. Господарот го повикал и го осудил со првата казна и го изложил на маки се до испаќањето на долг. Најмили мои, не ви е тешко во ова евангелска парабола да ги препознаете вистинските ликови што стојат зад символичните ликови. Зад Господарот го препознаваме самиот Господ, а зад должниците самите нас. 10.000 таланти се нашите неброени гревови и согрешенија. И секој од нас, на нашиот вистински Господар, на Господарот на нашиот живот, му ги должи 10.000 таланти. Односно цената за нашите неброени падови, промашувања, согрешенија. И тоа го бараме од Бог. Бараме да ни прости. А тој е штедан. И неговата љубов кон нас со ништо не ја условува. Безусловно не сака. Но што правиме ние со нашите ближни, кои што се и наши должници, не треба да се пропушти и фактот дека ако сите луѓе се должници, тогаш и ние сме дел од таа должничка елита. Но, браќа и сестри, ние не сакаме на братот наш, на ближниот наш, да му ги простиме 100 денари, 100 пенези, односно согрешенијата што напарсти може да се изброи. Туку бараме правда и неодложно раздолжување во истиот час. Затоа Христос оваа парабола ја завршува на еден чудесен начин, со еден заклучок со кој што можеме и да ја почнеме денешната беседа. Дека тој не ке може да ни ги прости долговите наши, ако не се оспособи
секој од нас посебно, на сите други посебно, да им ги простиме долговите нивни кон нас. И тоа треба да го направи секој со секого, браќи. Со чувство на невидена лесни, со љубов, бидејќи од љубовта и од слободата, во случајот слободата е символ за лесни. Само оној што е слободен има можности и способности да действува, но сообразно со волјата Божја. Ако волјата на Бога ја признаваме за Негова, доколку е нашата импутирана во Него, тогаш јасно е дека Бог може да постои ако е наш послушник. Ако го има, за да не послушува. Ако сака да постои, нека живее по наш диктат, тогаш може да го има. Не ни смете. Но ако треба ние да се нашата волја да ја сообразиме со волјата Божја, уште подобро и појасно нашата волја со хируршки скалпел да ја одсечеме од себе си, за Неговата света волја да ја примиме како своја волја, тогаш на мнозина тоа не ке им се доба. Тогаш Бог почнува да смета. Најдобро е да го нема. Најдобро е да го нема, бидејќи си дава за право да земе замешателство во еден свет создаван во умот. Да се научиме да живееме во кроткост, во смирение, да ја умножуваме љубовта Божја во нас, да ја засилуваме верата наша во троичниот Бог и на тој начин себе си, на нашите деца и на овој свет да му обезбедиме вечна иднина. Амин. Со солзи и ги триеше со косата своја и ги целиваше и ги помазуваше со миром. А кога го виде тоа фарисеот што го беше поканил, си рече во себе, велејки, да е пророк овој, би знаел која е и каква е оваа жена, што се допира до него, оти таа е грешница. Му одговори Исус и рече, сине, има нешто да ти кажам, а тој одвети, учителе, кажи. Исус рече, двајца беа должни за мударац. Едниот му должеше 500 пенези, а другиот 50. Ама бидејќи нема тие да му вратат, тој им прости на двајцата. Кажи ми кој од нив повеќе ќе го милува. Симон одговори и рече, мислам оној кој повеќе ми прости. А он му рече, право пресуди. И кога се заврати кон жената, му рече на Симон, ја гледаш ли оваа жена? Влегов во твојот дом, тој не вода за нозите не му даде, а таа со соло не му глеби нозите и со косите своја ги истри. Тој не даде цели, а таа откако влегов не престана да ги цели на нозите мои. Ти со мирно ја помаза главата моја, а таа со мир ги помаза нозите мои. Затоа ти велам, неизи се простуваат многу гревови, оти невозливи многу, а кому малку се простува, мала љубов има. Неизи пак и рече, ти се простуваат гревовите, а оние што седеа со него на трпезата, почнаа да говорат во себе, кој е овој што и гревови опростува. На жената пак и рече, верата твоја те спаси.